Драги наши пријатели, сакам сите вас да ве поздравам и во исто време да го изразам своето задоволство што можам да бидам дел од овој серијал што го насловивме како Личноста за сите времења. Овој серијал предвидува 10 предавања. Минатиот пат ние почнавме и го имавме првото предавање. Денеска ќе продолжиме и ќе го имаме второто предавање. Но дозволете ми пред да го најавам второто предавање, кратко да се подсетиме на 5 најважни мисли од првото предавање. Во првото предавање спомнавме дека личноста за која што ние ќе размислуваме во овој серијал е личноста на Исуса Христа и дека во неговиот живот беа присутни 5 нешта, 5 посебни карактеристики што го издвојуваат од сите други личности што живееле во овој свет. И јас сакам да ги спомнам, тоа биле оние главни мисли од минатото предавање. Првата мисла е дека никогаш човек не зборувал како што зборувал Исус Христос. Второто бележи е дека никогаш никој не живеел како што Исус живеел. Третата карактеристика ни кажува дека никогаш никој толку не се жртвувал како што се жртвувал Исус Христос. Четвртата, предпоследна карактеристика ни кажува дека никогаш никој не оставил толкава трага и во интелектуалниот свет како што тоа го направил Исус. И последното пето обележие кое што го прави Исуса многу различно од сите останати личности за кои што сметаме дека е лично за сите времења, ни кажува дека никој никогаш не оставил толкава трага во времето како што тоа го направил Исус Христос. Ете, тоа биле оние 5 главни мисли од првото предавање. Ние денеска продолжуваме со второто предавање, затоа што е малку пообемно, ние ќе го поделиме во 2 дела. Денеска ќе го имаме првиот дел од ова второ предавање, а во следна прилика ќе го имаме и вториот дел од ова второ предавање. Заеднички наслов на овие 2 дела од ова второ предавање гласи «Зошто Исус дошол на овој свет?» Која беше причината или кои биле причините? Што била неговата мисија? И вечерва, драги мои пријатели, како и во минатото предавање, како и во следните што ги имаме, ние ќе се послужиме со авторитетата реч Божја, со Светото Писмо. Ние од тука ги црпиме овие информации што сакаме да ги поделиме заедно со вас. Читајќи ги извештаите од Христовиот живот, запишани во Светото Писмо, а посебно во Евангелијата, доаѓаме до заклучок дека постојат најмалку 10 причини кои што ни кажуваат и кои што ни помагаат да ја разбереме мисијата на Исуса Христа, зошто тој дошол на овој свет. Денеска во првиот дел од ова предавање ние ќе споменеме првите 5 причини. Ќе ги споменеме и ќе ги подкрепиме со текстови од Светото Писмо и ќе кажеме по некое објаснување за секоја од тие причини. Затоа одиме поред да ги споменеме, да ги објасниме за да имаме една комплетна слика за овој предмет што ние денеска го проучуваме. Првата причина за која што Евангелијата ни зборуваат многу јасно, ни кажува дека Исус дошол на овој свет за да сведочи за вистината. Еве во продолжение јас би сакал да прочитам 2 текста од Евангелијата кои што ова ни го потврдуваат, а потоа да го образложиме ова што го кажуваме. Во Евангелието според Јован во 18 глава 37 стих Исус одговара и кажува: Јас сум за тоа дојден на овој свет да сведочам за вистината и секој кој од вистината ги слуша моите зборови. На друго место, исто во Евангелието според Јован во 8 глава 32 стих Исус ке каже: ќе ја запознаете вистината и вистината ќе ве избави. Драги мои пријатели, дозволете ми нешто да кажам за ова прва причина пред да одиме на следната. Видите, вистината е нешто што е длабоко всадено во нашата личност. Всушност, уште при создавањето на човекот, Бог во нашата личност, во нашата морална структура, како составен дел на нашата личност, ја вградил
и вистината. И без ова есенцијална состојка, ние би биле дезориентирани и не би имале некој правец и смисла во нашиот живот. Меѓутоа, читајќи го Светото писмо, приметуваме дека намерата на ѓаволот е да ја промовира лагата, што е спротивно на вистината, и тоа во некои најпривлечни бои, така да ја руши вистината, ние да немаме една вистинска слика за тоа што е вистина. И затоа Исус Христос, кога дошол на овој свет, првата причина, затоа ја споменуваме, тој дошол да ја представи вистината, да зборува за вистината, да кажува во што се состои таа многу важна вистина која што е составен дел од нашата морална структура. И затоа, кога ги читаме Евангелијата, ние приметуваме во разговорите што Исус ги имал со луѓето, една од целите му беше да ја разбуди свеста кај луѓето за оваа природна склоност, за вистината што Господ ја всадил во нашата личност. Затоа, ние треба да ја бараме вистината, ние треба да ја тежнееме за вистината, треба да се бориме за вистината, треба да живееме за вистината, дури и треба да умреме за самата вистина. Ете, тоа е првата причина зашто Исус дошол на овој свет. Втората причина, Евангелијата многу јасно ни кажуваат што била втората причина зашто Исус дошол на овој свет. Еве во продолжение, тоа ќе го споменеме, а преку слайдот тоа можеме и да го видиме. Извештаите во Евангелијата ни кажуваат дека Исус дошол да ни го представи Бога. Тоа е втората причина зашто Исус дошол на овој свет. Дозволете ми да прочитам текстови од Светото писмо најнапред, а потоа да ги објасниме. Во едно послание во Новиот Завет ги имаме запишано следните зборови. Бог, кој што некогаш, многу пати и на различни начини ни зборуваше преку пророците, и нам денеска ни зборува во последните денови преку Синот. Гледате ли, Бог Отецот преку Синот ни се открил, преку Него ни зборува. Следниот текст во Евангелијата уште појасно ни зборува за ова причина, а запишано е во Евангелијето според Јован 14 глава. Господе, покажи ни го таткото и доста ни е. А Исус како одговор му кажува: толку време сум со вас, Филипе, и не си ме ли познал? Кој ме гледа мене, го гледа и Отецот. Па како зборуваш, покажи ни го таткото. Дозволете ми во положение да ги образложам овие два текста, ова втора причина која што ни помага да разбереме подобро зошто Исус дошол на овој свет. Видите, драги мои пријатели, од појавата на првиот грев, од почетокот на овој свет, ѓаволот ја изопачил сликата за Бога кај луѓето. Луѓето развиле сосема поинаква, нереална и многу погрешна слика за Бога. Во текот на историјата Бог бил представен со најцрни можни бои. Бил представен како немилосрден господар, кој што има големи барања, кој седи на некој свој трон, кој што дава многу тешки правила на луѓето и ги мачи и очекува од луѓето да направат некои работи кои што се тешки. И многу интересно, за сите своји подли активности што ѓаволот ги правил, обично го кривел Бога. Така да ѓаволот се трудел една многу реална, многу тешка и негативна слика за Бога да ја представи кај луѓето. И затоа една од причините на Исуса Христа, кога дошол на овој свет, е да ја покаже вистинската слика за Бога. Затоа Исус со своите зборови, со своите дела, со своите постапки, тој ја представил вистинската слика за Бога. И ние кога ги читаме Евангелијата, приметуваме дека во разговорите со луѓето, во сите тие говори што ги имал Исуса Христа, го представувал Бога како милостив татко наш небесен, оној кој што не сака, оној кој што ни мисли добро, оној кој што е спремен да се жртвува сами од себе си, што е многу реална слика, библиска слика за Бога. Ете, таква слика Исус ни представил за Бога кога бил на овој свет. А не само со зборови, него со својот живот, со своите постапки Исус тоа го направил. И навистина, кога го читаме тој извештај, ние имаме една реална и многу вистинска слика за Бога. И уште нешто да кажеме пред да одиме на третата причина. Често пати Исус во ословувањето на Бога Отецот го користи терминот татко, оче. Една многу убава, нежна, пријатна, блиска слика за Бога. Исус немал намера само да држи час по теологија која употребал таква една слика за Бога, него со таква една употреба
на слика на Бога, сака да кажува како би требало да биде нашиот однос со Бога, близок, мил, како што е односот на синот со својот родител татко. Така треба да биде нашиот однос со нашиот татко. Ете, тоа е втората причина зашто Исус дошол на овој свет. Третата причина зашто Исус дошол на овој свет е да го победи ѓаволот и да ја означи неговата смрт. Да, тоа е третата причина зашто Исус дошол на овој свет. И дозволете ми да го прочитам текстот. Има повеќе, но еден од тие текстови кој што ова ни го потврдува. Запишано ни е во едно послание во Новиот Завет, во Евреите 2 глава 14 и 15 стих, а таму пишува: бидејќи децата имаат тело и крв, така и тој, Исус Христос, зеде дел во тоа да со својата смрт го уништи оној кој има власт над смртта, а тоа е ѓаволот, и да ги избави оние кои од стравот на смртта во целиот свој живот биле робови. Да, драги мои пријатели, во овој текст и во оваа причина јасно ни се опишува големата борба помеѓу доброто и злото. Тоа е централно учење на Светото Писмо. Постои страна на добро, тоа е Бог, тоа е личноста на Исуса Христа, но постои страна на зло, тоа е ѓаволот. И помеѓу овие две сили постои борба. И овој текст ни кажува за таа борба. И во таа борба, на крајот ќе има еден победник и поразен. Библијата е многу јасно ни кажува дека Исус Христос ќе биде победникот во таа борба. Тој го победил многу пати, а го победил и со својот живот кој бил тука на земјата. Затоа многу јасно ни кажува и овој текст. Меѓутоа, негова намера е да го победи во нашите животи. Видите, тој сака да биде победник и во нашите животи. Најголемиот адут, ако можам така да кажам, што го промовира ѓаволот е гревот. А финална последица на гревот е смртта. И смрт е наш непријател. И ѓавол сака да ги зароби сите луѓе преку смртта. Но затоа Исус дошол во тело и крв, вели текстот, да со својот живот, со своите постапки, не направил ниту еден грев и го победил ѓавол со тоа што едноставно не успел да ги спроведе неговите планови. Во секој аспект од својот живот покажал на вистина голема сила и успел да го победи. И тој сака да го победи и во нашите животи. Видите, смртта денеска е наш најголем непријател. Таа е финална последица на гревот. И таа е една реалност која што ние не можеме да ја избегнеме. Ние во полето на науката и техниката, драги пријатели, постигнавме многу работи. Меѓутоа, во прашање смртта ние немаме решение. Медицината постигнала многу нешта да реши многу болести. Меѓутоа, пред смртта, како што вели познатиот француски писател Блес Паскал, сите ние молчиме. Немаме ние решение за смртта. Меѓутоа, личноста на Исуса Христа, Исус со својот живот, тој ја победил смртта. Ние стравуваме од смртта, додека сме млади, ние не размислуваме за смртта. Ние не би сакале смртта да биде ни споредна точка во нашата агенда. Меѓутоа, кога староста полека доаѓа, кога полека косата почва да ни белее, кога почесто одиме на лекар во постари години и кога едноставно гледаме дека здравјето не напушта, тогаш се повеќе и повеќе размислуваме за смислата на животот и се прашуваме дали е смртта све, дали овој живот е све. И тогаш овие зборови ни се како мелем во срцата наши. Исус е победникот и тој вели: не плаши се, јас имам решение и за овој најголем проблем што ти го имаш. Слушнете го овој текст, еден од најубавите текстови во Светото Писмо, кој што ни кажува дека Исус Христос има решение за смртта. Во последната книга во Библијата ни се кажува следните зборови: и кога го видов, паднав на нозете негови како мртов, и тој ја стави десницата своја на мене и ми рече: не бој се, јас сум првиот и последниот, и живиот, и бев мртов, и еве сум повторно жив за секогаш. Јас ги имам клучевите од гробот и смртта. Никој никогаш такво нешто не кажал. Само Исус. Тој ги има, драги мои пријатели, клучевите од гробот и смртта, затоа што го победил ѓаволот. Да, ете, тоа е третата причина зашто Исус дошол на овој свет. Четвртата, предпоследна причина што ќе споменеме во ова предавање, зашто Исус дошол на овој свет, ни вели Светото Писмо да ни донесе радост. Еве сакам да прочитам еден текст кој што ова ни го подкрепува во Евангелијата, запишано во Евангелието според Лука, третото Евангелие во Светото Писмо, во 2 глава од 8 до 10 текст, па малку да го образложиме тоа. А беа и пастири во оној крај, кои што чуваа ноќна стража.
кај своите стада. И ете, ангелот Господов застане меѓу нив и славата Господова ги осветли и тие беа многу уплашени. И рече ангелот, не бојте се, зашто еве ви јавувам голема радост. Приметете го овој дел. Ви јавувам голема радост, која ќе биде во целиот народ, затоа што денес ви се роди спас Христос Господ. И ако ја приметите поврзаноста на овој збор голема радост со зборот Христос Господ нашиот спас, гледате една симбиоза, една поврзаност меѓу овие две нешта. Исус Христос, неговото доаѓање подразбира и голема радост. Дозволете ми ова да го спомнам како образложение на оваа причина. Видите, драги мои пријатели, од почетокот на првиот грев до ден денешен, темнина и очај го зафатила човековиот род. Тагата станала кралица, а немилите и лоши настани наше секојдневие. Библискиот текст кој што вели човекот роден од жена има краток век и полн е со немери. Секој дневно го гледаме пред своите очи. Вистинската радост, нажалост, е помалку присутна во нашиот свет. Насмевките и радостите моменти се подефицитарни. Да, за жал се повеќе исчезнуваат. Суровоста и безнадежноста која што постои денеска на некој начин извират се повеќе и повеќе од секое место од овој свет. Меѓутоа, Исус дошол, драги мои пријатели, да го промени овој тренд, да ја промени овој слика. И уште од своето раѓање Светото писмо вели дека тој дошол да донесе голема радост. И знаете што е интересно? Кога ги читаме Евангелијата, во средбите што Исус ги имал со луѓето кои што имале различни маки, дали имале здравствен проблем, дали имале некој друштвен проблем, дали имале некој трет проблем. Во сите тие средби Исуса Христа, Исус им влемал радост. И многу интересно, после сите тие средби, тие луѓе не останале исти. Радоста се чувствувала во нивниот живот, се гледала во нивните лица, во нивните постапки, добиле смисла за својот живот. Затоа што личноста на Исуса Христа, неговата мисија била таква да донесе радост за луѓето. А Исус е истиот, вели Светото писмо, и вчера, и денес, и утре. И тој е спремен и тебе и мене да ни донесе радост. Не знам во каква ситуација денеска се наоѓаш, ни што денеска поминуваш, но Исус спремен и денеска да ги промени работите на подобро и во твојот живот. Тоа е четвртата причина зашто Исус дошол на овој свет. Првата причина да ни донесе, да ја прикаже вистината, да сведочи за вистината. Втората причина да го представи Бога во вистинска смисла на зборот и во вистинска светлина. Третата причина ја спомнавме, да го победи ѓаволот со тоа што зел тело и го победил со својата смрт. Четврта причина, рековме, да донесе голема радост меѓу луѓето. И пета причина, на крајот ова денешно предавање што ќе споменеме и ќе образложиме, е да не води ни со овој несигурен свет. Да, тоа е петата причина, последна од ова предавање што денеска ќе го имаме. Ајде малце да тоа го образложиме, но не напред да ги читаме текстовите од Светото писмо. Во Јован, Евангелие 16 глава, Исус кажува: ова ви го кажувам, во мене ќе имате мир. Во светот ќе имате неволји, но немојте да се плашите, затоа што јас го надвладеав светот. Да, во светот неволји ќе имате, во мене ќе имате мир. Во друг текст исто, во друга книга, последна во Откровение, ни се кажува: веселете се небесе и вие кои живеете во нив, а тешко на вас кои живеете на земјата и морето, затоа што ѓаволот слезе при вас, многу разгневен, знаејќи дека има малку време. Дали приметуваме? Во Исус имаме мир, во светот неволји. Во светот неволји затоа што постои ѓавол кој што не ни мисли зло, кој што не ни мисли добро, ни мисли зло, и тој е разгневен. Тој едноставно ни прави искушени, неволји, проблеми во нашиот живот. И навистина можеме да констатираме дека светот во кој што живееме, драги наши пријатели, е се понесигурно место на живење. Навистина, Светото писмо вели: помеѓу нас и смртта постои само еден погрешен чекор. Да, само еден погрешен чекор. Нам кога би ни се отвориле духовните очи и кога би виделе каква борба се води во овој свет и какви лоши сили постојат во овој свет, ние би притрчале кон прегратките на Исуса Христа, страната на доброто, кој што ни мисли добро и кој што е спремен да ни помогне и кој што сака да ни помогне и кој што сака да не воведе сигурност ни со овој несигурен свет. Тој кога дошол на овој свет, уште своето раѓење поминал низ тој несигурен свет, затоа што уште кога се родил, голема хајка се подигнала на него. Да,
ќе имаме прилика и тоа да го образложиме во некое следно предавање и навистина уште во своја кожа Исус тоа го доживеал. А сите оние што го следат, вели Светото писмо, исто така тоа ќе го доживеат во своја кожа. Но гледате какви убави ветување на крајот на ова образложение и на крајот на ова предавање. Светото писмо, Исус преку еден пророк во Стариот Завет ни кажа, пророкот Исаија: кога ќе поминеш преку вода, јас ќе бидам со тебе. Кога ќе проминеш преку река, нема да те потопи. Кога ќе поминеш преку оган, пламенот нема да ти изгори, ниту пак ќе ти наштети. Зошто? Јас ќе бидам со тебе. Еве го и последниот текст, пак ќе го образложиме на крајот пред да завршиме. Исус вели, а тоа се последните негови зборови пред да замине од овој наш свет. Еве, јас сум со вас во сите денови до крајот на светот. Гледате, драги мои пријатели, да заокружиме. Светот е несигурно место на живење. Исус вели, ќе имате во светот неволи. Во мене ќе имате мир. Јас го победив светот. Ѓаволот едноставно ќе направи условите за живот тешки. Но јас сум со вас. Јас ќе бидам со вас. Кога ќе поминете низ бури, неволи, искушенија, тоа е извештајот вода, оган. Тоа се мисли на тоа. Не се секирете, не се грижете. Јас сум со вас. Јас ви ветувам дека ќе бидам заедно со вас. Ете, тоа беше неговата мисија. Ние денеска спомнавме 5 причини зошто Исус дошол на овој свет. Во следното предавање ќе го докомплетираме ова предавање, ќе ги споменеме и останатите 5 причини и така ќе ги имаме целиот овој предмет, ќе го имаме во една целина. Затоа ве поздравувам и ве повикувам и следниот пат да ни се придружите и да ја имаме една цела слика од ова предавање што го почнавме. Ве поздравувам и ви посакувам пријатна вечер.